ВМРО ДПМН и натаму има убедливо мнозинство кај македонскиот дел од електоратот. Дека ќе биде така покажуваше и последната анкета на ИРИ. Сепак СДСМ доби изненадувачки голем број гласови од албанците, околу 70.000. Тоа е неочекувано дури и за ДУИ. Затоа следните истражувања на јавното мислење треба да се прават по поинаков принцип. Загрижува фактот што идеите за двојазичност и федерализација многу повеќе ги разбуди албанските отколку македонските гласачи, вели професорката Тања Каракамишева Јовановска за вчерашниот исход од гласањето. Според неа, Заев успел да им ја продаде идејата на албанците за најважните прашања кои ги засегаат нив, а пред македонскиот дел од електоратот, со различните изјави да ги камуфлира вистинските намери. Дел од информациите се и дека голем процент од албанските гласови се купени, вели Каракамишева. На крајот и покрај тоа што е победник ВМРО ДПМН се види дека таа победа, би рекла, на некој начин се стопи во однос на бројот на пратеници, во однос на она што се покажа на анкетите и на истражувањето на јавното мислење. Очигледно дека анкетите и анкетарите ќе треба да си го променат начинот на кој што го сондираат јавното мислење. Исто така се познати и голем број на донатори кои што успеа да допрат до албанските гласачи. Неофицијални информации имаме дека голем број на средства, материјални средства, финансиски средства се делени по џамиите во Република Македонија, така што се исплаќани албанските гласачи да гласаат. Странскиот фактор, тврди професорката, има направено многу прецизна пресметка за тоа колку гласови му недостасуваат на Заев за да се надополнат со албанските гласачи. Наместо да имаме разрешница на кризата, влегуваме во нов турбулентен период, вели таа. Ова велепредавничко сценарио, да се нафатиш да го одиграш, треба да си без совест, треба да си човек ѓон, да идеш против сопствен народ, да идеш против сопствена држава. На вистина, не знам, што ќе бараш совест од таков човек? Некои прашања кои што се столб на македонската држава и столб на македонскиот идентитет не можат да поминат со обично, би рекла, менување на некои закони или со можеби договор за некакви уставни измени. Прашањето на двојазичноста, прашањето на внатрешното уредување на државата мора да поминат на референдум. Доколку победникот успее да состави влада со доминантната албанска партија или победничката албанска партија, повторно таа влада ќе биде со 61 пратеник во мнозинство, значи нестабилност. Дека СДСМ освоил голем дел од албанските гласови сведочат и постовите на дел од кандидатите за пратеници на СДСМ. Заев пак изјави дека доколку изгуби е подготвен да поднесе оставка од сите функции.